Колку и да зборуваме за децата и нивното психолошко здравје, тоа сепак најдобро и најгласно го прават самите тие. Токму така и го правеа на првата конференција за која што беше насловена менталното здравје кај децата и младите, го организираше нашата долгогодишна пријателка и во моментов меѓу другото гостинка во Македонија наутро. Велиме добро утро за психологот Марија Кунеска. Марија, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Заедно со неа Теуна Цветковска и Михаела Екимовска. Добро утро, девојки. Долго време зборуваме, ајде Марија ќе започнеме со вас за нашите деца, како раснат, во што израснуваат, слушаме најразлични приказни поврзани со нив, со нивното секојдневие. За жал, имаме голем број на дечиња кои што имаат проблем со психолошкото здравје, голем број на дечиња кои што се жртви на булинг, односно на физичко малтретирање од соученици. Деновиве многу често слушаме како прстот се вперува во институциите кои што секако треба нешто да превземат, но основата е семејството. Семејството е основната општествена клетка. Што ни се случува, Марија, во семејната средина, онаму каде што ни растат децата? А да поврземе со сето она што го слушаме изминативе денови. Децата растат во повеќе средини денес. Секојдневието нивно е исполнето со повеќе средини. Освен семејството, особено децата кои веќе се во школска возраст, околу нив имаат и други средини кои секојдневно им влијаат на нивниот развој и растење. Како на психолошкото здравје, така и на физичкото здравје. Другите средини исто така е добро да ги споменеме пред семејството, кое е основна клетка. Училиштето, врсниците, улицата, се она што се случува со наставниците и се она со кое се соочуваат, мобилните, социјалните мрежи. Сето тоа е средина која многу им влијае денес на нивното секојдневие, како тие ќе се градат и како ќе се развиваат, но пред се како ќе се развива нивното ментално здравје и како сето тоа влијае на нивното ментално здравје. Но клучна улога како децата ќе растат и ќе се развиваат, уште од самиот почеток е клетката која ја кажавте, семејството. Уште во почетокот на нивното раѓање, тие се во рацете на семејството, во рацете на нивните родители, во рацете на она семејна средина, фамилиарна средина, која ги издигнува со некои вредности, со некои насоки, како тие понатаму треба да растат и да се развиваат. Така да семејството носи клучна улога на кој начин ќе ги изградиме пред се како карактери, или како личности кои понатаму ќе градат ставови под влијание и на овие други средини кои ги споменавме. Во последниот период ни се случува, јас од моето искуство сепак ќе зборувам, затоа што веќе 10 години ние работиме со деца, со родители, со семејства. Оно што се случува е семејството се помалку и помалку ја губи својата улога. Се помалку и помалку таа средина влијае на растот и развојот на своето дете. И се помалку и помалку обрнува реално внимание. Во секојдневието влегуваат оние други средини да влијаат многу повеќе, да преземат улогата на родител, улогата на воспитување, каде што семејството се помалку и помалку обрнува внимание или пак помалку реагира на сите оние предизвици со кои детето се соочува. И излегува дека најголем предизвик има токму со своите родители. Да, тоа го гледаме и на теренете, се случуваат разни приказни. Тоа што беше сега со ученикот во Скопје, деца кои што се изложени на булинг и тие исто така поминуваат низ некои компликации со менталното здравје, не знаеме што им се случува дома и така натаму и така натаму. Има ли назад од сето ова што ни се случува? Јас најдов едно истражување, вели мајката е доминантна фигура. 50% од младите на мајката би ги соопштиле своите проблеми со менталното здравје. Дали во овие работилници доминираат повеќе девојчињата? Тоа ми е прашањето, кои што сакаат да зборуваат поотворено на овие теми, дали младите момчиња се уште позатворени? Ја гледате таа разлика? Да, се гледа таа разлика. Ако зборуваме за дечиња кои доаѓаат психолошки да работат на своето ментално здравје или пак може би со сила, со намера од нивните родители се испратени кај нас во центарот да работат на своето ментално здравје или на својот личен развој, тогаш имаме и момчиња и девојчиња, но кога се зборува јавно, отворено, послободно да разговараат за менталното здравје, да се вклучат во настани, да бидат дел од работилници, тогаш девојчињата доминира. Затоа и во иднина мајката доминира како поотворена.
веќе кога зборуваме за Мајката возраста, најчесто и таа е која прва, да, без разлика дали момчиња или девојчиња ќе бидат испратени, дали на работилница, дали на настан, дали на психолошко советување, секако мајката е прва која најмногу иницира децата да пристапат токму кон тој чекор и да ги поддржат. Мајката носи една клучна улога во семејството уште од самото раѓање. Знаете, детето најпрво е во рацете на мајката. Мајката е таа која во првите 3 години е постојано со своето дете. Таткото некако како втор план излегува, не дека таткото не е вклучен нели во растот и развој, но мајката е таа која е најблиска со своето дете и таа близина се создава уште од првиот ден на раѓањето на детето. Токму и затоа постои една таква врска помеѓу детето и мајката, така да можеме така да ја поврзаме токму таа врска. Изминатиот период многу често, Марија, гласно зборуваме за тоа дека децата треба да почнат да се борат за себе, децата треба да гласно говорат за предизвиците пред кои што се исправени и тоа го правеа тие многу умешно на првата конференција која што ја организиравте, изненадувачки, неверојатно посетена и од возрастни и од млади. Теуна Михаела, како помина ги прашаме ве младите кога веќе ги имаме тука, како помина конференцијата, кои беа темите на кои што се дискутираше? Сакаат ли вашите пријатели, другари, другарки да говорат гласно за предизвиците пред кои се исправени во секојдневието? Јас би кажала дека навистина прекрасно помина конференцијата. Атмосферата која беше таму исто така беше прекрасна и тоа се чувствуваше меѓу сите нас. Изненадени бевме дека всушност имаме поддршка од сите страни, дека возрастните не слушаат додека младите говореа, што е навистина многу битно, бидејќи ако ние само младите говориме, а никој не слуша, тоа е навистина катастрофално за целото општество, бидејќи сепак младите се иднината. Се обработија многу теми на кои што сакавме и ние да говориме. Од многу аспекти бевме прифатени и бевме многу изненадени дека и возрастните се чувствува на некој начин и како деца со нас, бидејќи како што се говореше и таму, сепак ние сите заедно сме ни деца кои што треба заедно да научиме да созрееме. Исто така паметам дека спомнав и на конференцијата конкретно да се надорзам на темата и со мајката. Ми текнува кога бев во градинка, слушнав како се зборуваше и учителката нешто така напомена, деца, нему да дозволувате да се газите меѓусебно, газете се, тоа е целта. И јас бев многу збунета и не се обратив кон татко ми, се обратив кон мајка ми да се надоврзам. И он одма ми рече, не е поентата ние да се газиме меѓу себе, туку заедно да газиме во животот и да се градиме како личности. Тој до ден денес ќе ми стои, како водилка, така што сакам да кажам дека конференцијата помина прекрасно, се обработија сите теми, од сите аспекти и навистина беше едно искуство кое што ќе го паметам. Теона, ако можеме за некои теми кои што исто тебе ти оставија впечаток на целата таа конференција, што би издвоила? Јас сум прекрасно воодушевена од конференцијата и од поддршката која беше таму. Некои од темите беа ние сме важни и која сум јас. Исто така, мислам дека ја пренесовме таа мисла што ја мислевме за возрастните, исто така и за младите, затоа што сакавме да ги поттикнеме и да им дадеме во целост дека менталното здравје е многу важно и дека треба да се постапи со еден чекор напред за да се подобри. Пред конференцијата, еве до двете прашања искрено да ми одговорите, се интересиравте околу менталното здравје, колку бевте запознаени со тој поим, колку во образованието сте разговарале, професорите, наставниците ви посочувале за тоа? Јас сум поголема. Добро. Јас сум 4-та година. Сакам да кажам дека во последно време многу се зборува за тоа. Тоа е добро. И тоа е многу добро. Да. Значи, колку што се негува физичкото здравје и се друго, треба да се негува и менталното, бидејќи таму од се потекнува. И сметам дека доволно педагозите се спремни тоа да го пренесат. Веќе сме 21 век, многу се зборува за тоа, така што во модерно време, ако си ментално здрав, исто така си физички и севкупно здрав. И за тоа сме сите свесни. Ја имате ли, Марија, во именикот на брзо бирање, како што ја имам јас? Секако. Сакате да зборувате? Сте зборувале со психолог? Да, во училиштето доаѓа секојдневно психологот и мене ми е многу мило затоа што се отвараат теми за менталното здравје. Но децата не секогаш се отворени према психолозите и према возрастните. Не сакаат да ги искажат своите чувства.
Но мене ми е мило затоа што тие на нас ни пренесуваат да ја имаме таа поддршка, да можеме да ја искажеме кон некого и да можеме да се отвориме, за да знаеме дека имаме некој покрај нас, за да можеме да се подпреме на него. Марија, многу е важно, извини Фани што те прекинувам, многу е важно возрастните да знаат да ги слушаат децата. Попусто децата сакаат да зборуваат гласно ако ние сме глуви на нивните повици за помош. Каков е вашиот впечаток од конференцијата? Ги интересираше и што најмногу возрастните? На конференцијата јас бев изненадена не од бројката, ние знаевме колку ќе ни дојдат, сето тоа беше очекувано, ни дојдоа и повеќе од колку што очекувавме. И тоа беше прекрасно, во еден дождлив ден ни дојдоа толку гости, имаше и возрастни, имаше и деца. И тоа беше многу важно. Децата да зборуваат и пред своите соученици, да кажат што мислат, да кажат на вистина со што се соочуваат, затоа што влијанието го имаат и од своите соученици. Но пред се многу беше важно да ги слушнат тука родителите, беа повикани родители, да ги слушнат тука наставниците, стручните соработници во училиштата, како и одредени организации и институции. Повикавме повеќе лица кои беа вклучени во овај процес. И она што беше многу интересно е на повеќе нивни говори и теми кога зборуваа јасно, гласно, ги напаѓа, реагира, што е она што навистина им пречи, колку тоа е тешко за нив и како тие со сето тоа се соочуваат. Имаше солзи во публиката и тоа беше добро. Верувам дека е добро, затоа што многу родители после тоа ми пристапија, сега станав свесна, сега се врати во моето детство, затоа што имавме и говор од Калина Конеска, родителите не ме разбираат, каде што ги наврати во нивното детство и на тие години. Се сеќавате ли на овие емоции? Сигурно сте ги доживеале. Дали добро се сеќавате? Ајде да ве слушнеме и подсетете се токму на тие емоции. Како вие сте реагирале? Сигурно сте реагирале како нас или нешто полошо. Така да, имаше огромен ефект. Јас сум толку многу задоволна. Се уште примам пораки, примам повици. Децата, многу голем број од моите клиенти, мои деца беа веќе 50-тина во публиката, беа токму тие кои доаѓаат кај мене и работат на своето ментално здравје. Цело време ние се уште разговараме за таа еуфорија која се случи на конференцијата и кои се целите всушност од самата конференција. Така да целта беше да освестиме тоа што е тука во просторијата пред се, од тука да пренесеме преку децата и преку стручните соработници во училиштата на поширокиот круг, а имаме понатаму и други цели кои се многу пошироки како понатаму ќе тече оваа конференција. Добро, можеме за крај да констатираме поминува времето на тоа ајде ќе помине, ако детето се пожали на некои проблеми со менталното здравје. Барем знаеме, некои генерации родители така се поставувале и гледаме дека тие работи се менуваат. Благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро, за иницијативата една ваква конференција да се одржи тука, да се надеваме дека ова ќе биде само една иницијална капсула. Се повеќе кога зборуваме за младите и менталното здравје, оваа тема да ни биде во фокусот. Ви благодарам и вас и оно што сакам да посечам е да не следат на Facebook страната во иднина, ќе имаме работилници и за тинејџерите и за родителите и воопшто за семејствата кои ќе течат бесплатно од нашиот Центар за развој, едукација и советување Маша Марија. Еве ги повикувам да не следат. И исто така оваа конференција ќе продолжи на етапни мали настани во училиштата кои ќе се одржуваат на сличен начин, каде што децата ќе се обраќаат и 2 пати во годината исто така оваа конференција ќе се одржува понатаму. И да има онлайн пренос, имаше на оваа првата? Имаме ние снимка, да, имаме целосна снимка, имаме се врака, но се уште не е. Од другите градови, нели што не може да дојдат во Скопје, да, ние имавме и од другите градови, но одлично би било и ова да го земеме во предвид. Ова тема останува отворена. Оваа тема останува отворена, ќе имаме за уште многу што да зборуваме. Јас ви благодарам што се охрабривте, прво и младите, да говорите и да се борите гласно за себе. Едноставно останува ние повозрастните да научиме да слушаме, нели? И да ве разбереме. Благодарам многу за гостувањето. Благодарим. А ние